Ликовниот уметник, тетовецот Павле Кузмановски, вчера вечер пред тетовската јавност ја представи колекцијата слики изработени во пастел техника со наслов Девојки сведоци, а исто така беше промовирана и монографијата насловена како Урбани пејсажи со дела кои тој ги насликал во текот на изминатите 60 години. За делата изработени во пастел техника, Кузмановски вели дека тоа за него е поинаков начин на сликање во кој што сакал да се испроба после долго време. Додека пак монографијата ја сочинуваат слики и цртежи од улици од Тетово, Скопје, Белград, Париз и други градови. Се наоѓаме овде на ова моја изложба која се отвара во чест на еден мој начин на изработка на делата, една понова техника што ја обработувам, а тоа е пастелот. Иначе составени се од 30 на дела, изложбата е составена по 10 од мојот циклус Девојки и 10 од мојот циклус Сведоци, кои ги работам веќе со децени, но во други техники. А исто така тука се наоѓаат и дела од моето дамнешно рано минато детство и средни години, кои се дела што се наоѓаат во монографијата, која исто така денеска се промовира, така да целата изложба сочинува околу 30 и неколку дела во еден прекрасен амбиент како што може да се види тука, и сето тоа е благодарение на музеот на нашиот град, од град Тетово, кој што ги отстапи овие простори и ми даде можност да можем да излезем. За монографијата Урбани пејсажи, како сублимат на 60 годишното творештво на Кузмановски, во своето промотивно обраќање говореше академик Витомир Митевски. Во насловот на книгата што ја представуваме се содржува едно значење кое има посебна тежина. Именно синтагмата урбани пейсажи, бидејќи едноставно градски пейсажи, долите да зборуват, бидејќи ако погледнете во некој речник, зборот пейсажи, потекнува од француското и што патува пред се намотива природата. Како секундарно се довршува значењето на некаков предел или мотив од околината што ја окружува. Инаку Кузмановски е роден во Тетово во 1939 година. Во 1966 година дипломирал на Академијата за применети уметности во Белград. Предходната година пак беше добитник на највисоката државна награда 11 октомври за животно дело во областа на уметноста.